на тема примена на законската регулатива за безбедност и здравје при работа за соработката со државните институции и граѓанските организации. Денес разговараме со представникот Министерството за труд и социјална политика, државен советник госпоѓа Ленче Коцевска. Како вовед на овој разговор, најпрво би ве прашала ваш став во споредба со европското законодавство, каде се наоѓа Македонија со транспонирање на оние европски директиви за безбедност и здравје при работа. Законот за безбедност и здравје при работа е релативно нов закон, донесен во 2007 година, што во текот на донесувањето на законот беше направено согласувањето со голем број на директиви. Тој процес на усогласување продолжи и понатака се до денеска, така да како резултат на усогласувањето со европските директиви донесени се 20 подзаконски акти, правилници. Исто така, Република Македонија има ратификувано и околу 70 конвенции како членка на Меѓународната организација на трудот. Дори сега од представникот од Меѓународната организација за трудот добивме некои директиви кои што се сега понови и кои што сметаат дека истите треба да бидат ратификувани од страна на Република Македонија. Сега, како што напоменав, процесот на согласувањето со европските директиви и конвенции не треба да заврши. Треба тој постојано да се следи, постојано да се согласува законската регулатива и постојано како и подзаконските акти, се со цел да се создаде една здрава, животна и безбедна средина. Сметам дека во однос на европското законодавство, иако европското законодавство е согласено со овие директиви 96%, Република Македонија во голем дел е усогласена, меѓутоа се уште треба да се работи и да се постигне на ниво кој што има постигнато европското законодавство. Дали сметате дека досегашната примена на Законот за безбедност и здравје при работа ги дава посакуваните резултати? Законската регулатива, односно Законот за безбедност и здравје при работа, е еден закон кој што има многу нормативни одредби во однос на правата на работниците, во однос на обврските и одговорностите на работодавачите. И ако се следат извештаите на Државниот инспекторат за труд, па и анализите кои што ги прават разни стручни здруженија, во најголемиот број случаи ќе се забележи дека се запазува законската регулатива, односно дека работодавачите се придржуваат кон законските одредби и ги поседуваат сите оние документи кои што ги бара законот, како што се изјава за безбедност и здравје при работа, потоа сите оние други документи. Меѓутоа, ситуацијата на терен сепак е некако поинаква, ако се направи увид во фактичката состојба на самите друштва, односно ако се читаат извештаите за незгода при работа, ќе се утврди дека незгодите при работа од година на година се повеќе им се зголемува бројот, што значи дека иако е запазена законската регулатива, сепак нешто не оди како што треба, да се изразам народски. Во најголемиот број на случаи, како што реков, е запазена законската регулатива, меѓутоа само се оди кон запазување на законска форма, веројатно, да се поседуваат сите оние документи без оглед на тоа да некој ја контролира стручноста на тие документи, квалитетот на тие документи, изјавата за безбедност, бидејќи најчесто тие се направени од стручни лица кои што се надвор од друштвата и често пати се утврдува при анализата, при разни анализи дека тие изјави за безбедност и тие направени елаборати и документи содржат голем број на недостатоци, работодавачите понекогаш и не ги разбираат што има во нив, дали ги содржат сите документи и дали го даваат посакуваниот ефект во друштвата. Во таа насока сметам дека треба да се поедностави цела она документација која што се има. Мислам дека е многу обемна и поради тоа се сведува само на прибирање на цела документација, без да се утврди незината суштина, ефектите кои што произлегуваат и така натаму. Доколку тоа би било поконцизно и појасно, сметам дека многу би било поедноставно и за работодавачите и за работниците. Дали сметате дека постои доволна соработка помеѓу државните институции од една страна и од друга страна граѓанските организации? Во однос на соработката со невладините организации, сметам дека таа е на едно задоволително ниво, иако лично можам да кажам дека не знам колку е точно бројот на организациите, стручните организации кои што се бават за безбедност и здравје при работа,
Јас лично во моето работење имам контакт со 2-3 кои што се поактивни, веројатно ги има и многу повеќе, меѓутоа еве јас лично немам сознание. Секогаш кога се обраќале кај нас за било каква соработка, мислам дека Министерството за труд и социјална политика секогаш било расположено за соработка, а и самиот факт што Република Македонија во Европската агенција за безбедност и здравје представува стручно здружение од Република Македонија, окажува на фактот дека Република Македонија, односно Министерството за труд и социјална политика посветила доверба на овие здруженија кои што се стручни и кои што сметам дека ја обавуваат својата работа професионално. Ви учествувавте на дебатата која што неодамна ја спроведе Македонското здружение за заштита при работа заедно со Сојузот на синдикатите. Во однос на препораките и заклучоците кои што произлега од студијата за бипартитниот диалог. Кој е вашиот став во однос на овие заклучоци и препораки? Да, внимателно ја прочитав студијата и од неа се произлезени некои препораки за заклучоци. Сметам дека во најголемиот дел препораките се во ред, дека истите треба да се применат. А во однос на законската регулатива, јас сум секогаш поборник во тоа дека не треба да ги оптеруваме законите со многу одредби, дека доколку сакаме се да постигнеме се да ставиме во законите, начинот на обуки на представниците, начинот на стручните лица, значи тоа би предизвикало повеќе конфузија. Сметам дека бидејќи една од препораките беше во законската регулатива да се направат измени во однос на обуките кои што треба да ги имаат представниците на вработените, сметам дека тоа не треба да биде во законот, тоа треба да се уредува со подзаконски акти, со разни акти на работодавачите. Моето размислување е во таа насока да имаме јасни и концизни закони, а не долги и конфузни закони кои што на крај не ги даваат очекуваните резултати. Дали сметате дека треба да се направи одредено подобрување во законската регулатива за безбедност и здравје при работа? Секако дека подобрување на законската регулатива е еден неминовен процес, постојано треба да се прави подобрување на законската регулатива затоа што ова е една жива материја, затоа што секогаш се отвараат нови работни места и тие работни места со себе носат и ризици. И во таа насока треба постојано да се прави усогласување, поготово со поновите директиви, кои што бараат и повисоки стандарди за создавање на една безбедна и здрава животна средина за сите работници. Благодарам на разговорот. Благодарам, Карната. Беше задоволство.